Ја научивме и ние една тактика. Добро, окей. ЦТРЛ и Р. Супер. Значи сега се снима. Значи поврзани паралелни свијоци ќе ви покажам и видео, а и бидејќи ќе биде тазе предавање, тазе разгледување во нејево класично предавање на ликовите. Значи ова е теоретско објаснување на ликовите кои ќе треба да ги полагате во недела. Ние сите овие ликови од прв до последен ќе ги работиме на снег. Ќе разговараме цело време, ќе ги работиме и пред вежбите, ќе разговараме и за корекции, кои вежби се даваат за корекции на ликот, ќе ги пробате вие тие вежби, така да се ова што го зборуваме сега ќе ви стане многу појасно. Поврзани паралелни свијоци, извини. Прво беше основни паралелни свијоци. Извинете, чекај само момент. Основни паралелни свијоци со стапче или народски кажано, значи паралелни завои со убот на штап. И клопи на тројка и на четврка. Паралелни свијоци со убот на штап. Значи пред се, треба да го избереме теренот, каде ќе го работиме лик. Еве пример ќе ви дадам, може да се работи овој лик на Галички лифт, на Маврово, на некоја плава стаза, каде што е значи умерено стрмна, широка, каде што можеме да одредиме одредена брзина. Ширина на ходникот 6 до 8 метра, тоа би значило дека значи во тој размах ние треба да го направиме завојот. Во размахот 6 до 8 метра. Што е карактеристично за овој лик? Значи, како на сликите што гледате, основниот скијачки став е во средна позиција, значи скиите се во паралелност. Што значи во паралелност? Значи секогаш треба да се трудите скиите да бидат некаде во однос во ширина колку е. И за вашето скијање и за кога учите почетници. Тоа е еден, да кажеме, однос од кај што тргнуваат сите ликови. Дали се работи за плуг, дали се работи за паралелно. Тргнуваме секогаш косо низ падината. Значи, тргнуваме косо низ падината. После на втората слика гледате дека треба да дојдеме значи до буткање, свиткување на колената према напред, а во тој момент иде и штапчето иде во правец да го додирне, само да го додирне, се додирнува поред врвовите на скиите. Значи многу битна работа овде што треба да запамтите, значи синхронизацијата на одење према доле, значи тоа значи одење према доле на колената и стапчето е во истиот момент. Значи стапчето го користиме само за да растеретиме. Тоа ќе ви објаснам попосле малку што е растретување. Значи растретувањето треба да биде према напред и према горе. Што значи тоа? Значи прво идеме према горе, а телото треба да биде према напред низ падна линија. Значи вчера зборувавме малце за падна линија, ќе ве потсетам јас за тоа. Сега би сакал да ви го пуштам видеото за да ви стане малку појасно овој лик, да го објасним овој лик, да го видите, па после ќе продолжиме со Дали го гледаме ова? Дали ме слушате? Да. Се гледа оваа Не видеото или гледаме не? видео. Да, се гледа. Видео не, јас не. И јас не гледам. Не. Не. Сега го гледате? Да. Да. Добро, сега ќе отидеме на ликот што го зборувавме. Навијување со убот на штап. Сега ќе го зголемам само. Ево ка. Значи еве го, тоа што го зборував. Почетна позиција, средна позиција. Косо низ пади на скиите.
Значи се припремаја, гледате, за убод на штап. Позиција на колена, значи према напред. Во најниска положба одат колената према доле. Во тој момент се спрема убод на штап. Хоп, го додирнува штапот. Исправање или растеретување во правец према напред и горе. Значи овде негде кај што ми е маусот е падната линија и он треба да помине падната линија и да влезе во нов завој. Океј. Ево уште еднаш како што е. Мора да излезеш од ова и кај share видео имаш таму една иконче од десна страна да го кликнеш optimize видео. Вака коче Добро. го. Значи излези Чекай. горе кај share видео. Добро. Кај шер мислиш? Од десна страна да кај share Добро, така. ево го, добро, готово. И имаш од десна страна таму optimize. Кликни го тоа и тогаш Ајде сега да видеото видиме. како што треба. Зашо сецка на вас не ви сецка не покажува? Кај мене окей. Кај тебе ќе види окей, ама ние ни сецка. Сега добро е? Исто сетка кај мене. Јас сега вие кога зборувавте ништо не ве слушав. Ништо не ве слушнав. Ај повторете уште еднаш. Дај пушти плay. Пушти play нека иде. Сега како е? Сега подобро. Може бидејќи беше на зголемен на екран, па затоа. Ајде се уште еднаш од почеток објасни. Кој збори сецка? Ево. Значи, во најниска положба, синхронизиран убод штап, работа на колена, течно. Значи, овој лик мора да биде течно. Значи, позицијата на тело према напред, поглед према напред, скиите во ширина колкови, пренос на тежиште на долна скија, секогаш горе, доле, горе, доле. Уште еднаш ќе го пуштам. Ова е претходниот лик, дека ќе го изноше. Ево. Значи, ритмично, течно. Ќе збориме и на снег како треба да се тргне за време на полагање, од која позиција и како треба да се заврши секој лик во која позиција. Значи, што е битно за вас? Битно за вас е да ги запамтиме и да ги повежбаме фазите на секој лик. Што треба вие да ни покажете на нас за оценување. Значи, ево го тоа што го зборивме за ритамот. Значи, односот на свиткување и исправање. Свиткување, она, значи, свиткување на колената. Се мисли на свиткување на колената и на исправање на колената. Значи, свиткувањето, значи, во моментот кога одиме надолу, значи, колената одат према доле и кога оди стапот исто заедно према доле, за да го допреме, стапот или имитација на убод на штап, поред врвот на скиите, тој однос треба да трае подолго од исправањето. Ќе ви стане ова појасно кога ќе го правиме на снег, Јас се вака извинувам. теоретски. Се извинувам, дали кај другите се појавува некоја црна линија има на екранот врз Кај мене има сликата Да. и на средина и горе. Не знам ја што е тоа, кај мене ништо не се појавува. Сега се изгуби во ред. Сега нема. Продолжи. Значи, рековме за ова. Водење на скиите. Значи, водење на скиите се воспоставува во завршна фаза на завој. Значи, битна работа исто кај овој лик е, значи, тука нема подигнување на скиите. Малте нема више подигнување на скиите долго време. Секојаш скиите треба да одат по снег. Значи, преносот на тежиште треба да запамтите у секој елемент, дали се работи за плужни завои, дали се работи за широк ходник, за тесен ходник, секогаш преносот мора да биде на долната скија. Значи, кај овој завој имате, значи, нежно, као да обранувате. Не треба да биде, значи, скијата на кант.
Скијата на кант, ево што се однесува, значи водење на скиите се воспоставува само во завршната фаза на завој. Претходно, значи скијата треба да оди значи мекано само да не биде на кант скијата. Значи се ќе објасниме на снег, ќе ви стане многу појасно. Се одиме на нареден лик, поврзани паралелни сиоти широк ходник, или да ви кажам, ова е еден елемент кој сите вие го користите. Тоа е карвинг завојот, кој сите сакаме да го скијаме. Значи, изборот на терен треба да биде исто слично како претходниот лик, значи умерено стрмен, да не биде престрмен. Галички лифт е идеален за овој лик. Ширина на ходникот, гледате, кај овој лик е 10 до 12 метри, значи кај овој лик треба малце да се пушти скијата, значи се добие брзина, за да можеме да ги завртиме скиите. Овој лик сите ние 95% од времето го скијаме. Значи карвинг завој, најзабавен завој е. Кога ќе научи човек да се скија, секој сака да скија цело време на кант, цело време на рубник, да ги префрла скиите од една на друга страна. Значи, кај овој лик е битно, значи, да правецот на тргање ќе биде према од основен скијачки став, висока позиција скиите паралелна формација, правец према напред, гледате, за да се добие една брзина, тргнуваме право низ падина надолу. Значи, скиите ги ставаме двете ски, завојот почнува од стапалото, значи од стапалото, значи се ставаат скиите на кант, постепено, значи, потоа се убацува коленото, идеме притисокот иде према напред и доле, преносот е на долна скија, почнува да вртат скиите. Кога ќе решиме да го завршиме завојот, правецот, значи, на оптеретување иде према напред и горе. Имаме тука имитација на увод штап, нема потреба да се убодува штапот. Значи, идеме према напред и горе, растеретуваме од долната скија на наредната долна скија која треба да биде во завој и на тој начин влегуваме во нов завој. Значи, тука малци амплитудите се поголеми, гледате од сликите, брзината е поголема, значи треба да се погоди брзината и скиите цело време да бидат на рабник или на кант. Целиот завој да биде на кант, значи малте не да имате представа дека кога свртите позади сте возеле како сте направиле како една шина. Затоа е потребно кој овој лик да ви видат скиите во ширина колкови, за да имате простор да ги наместите колената, стапалата и колената да влезат во завој. Ако преуско ги држите скиите, претесно, нема да можете да се наместите во позиција како што треба. Значи, како што ви кажав, битна е позицијата на телото, гледате позицијата на рацете, да има динамика, значи да работат колената, телото да остане мирно, синхронизација, увод на штап, кај тој лик претходно, кај овој лик, значи имитација на увод на штап и активација на скочни зглобови и колена во овој завој е доста битно и пренос дали растретување од долна скија на долна скија. Значи, секогаш скијањето, некои луѓе зборат дека се скија на две скии, не е тачно, секогаш се скијаме, значи, по долната скија. Тоа треба да се запамти и кога учиме некој да скија, многу е битно да му ги објасниме тие работи, што е долна скија, што е горна скија, тоа ќе го објаснуваме и на снег, ќе ви стане многу појасно, за да и самиот он свати зашто му зборуваме. Секогаш треба да користиме зборови кои се разбирливи, за да нашиот клиент ги разбере. Сега ние зборуваме на малце постручни зборови користиме, сепак се работи за полагање за испит инструктор, затоа и разговараме на тоа ниво. Ќе се навратиме пак на овие ликови, само јас сакам да ви ги објаснам на брзинка, па ќе се му го пуштиме и се видеото. Гледате тоа што го зборувам, значи, тргнуваме од спуст право, поголемо гибање во колената, телото останува мирно,
Значи доле, двете ски, правец на растеретување. Сега не може да го видите, значи тука доаѓа правецот на растеретување према напред и горе. Према напред и горе, ве гледате, има имитација на штап, нема боцкање на штап. Сега е он на долната скија. Гледате, таа долна скија е она која фрла прашина, која фрла снег. И сега во овој момент он ќе го заврши завојот и бидејќи е поголема брзината, некој ќе примети, некој нема да примети, одма ја префрла тежината на наредната скија, а сега што е горна скија и влегува во нов завој. Значи сега долна, оп, одма префрла. Сега во овој момент се случува, значи, транзицијата, пренос на тежиштето и го завршува завојот. Уште една видите. Значи телото е мирно, значи иде доле, растеретува, пак доле, растеретува, пак доле. Цело време се скиите на кант. Значи сега одиме на седмиот лик, последниот лик, паралелни поврзани свиоци, тесен ходник. Изборот на терен ни е ист, може да биде малце пострамен од претходниот лик, не е на одмет. Значи овој лик може да се работи на, да речеме, на едносет од пола надоле, ширина ходникот 4 до 6 метра, фази изведба најчести грешки за корекција. Значи исто, гледате кај сите ликови, заеднички што се трга од основен скијашки став, средна позиција, скиите се во паралелен однос во ширина колкови, правец во спуст. Зошто одиме правец во спуст? Затоа што ни треба поголема брзина. Растеретување начин и правец, исправање горе и напред. Кај сите ликови гледате дека се повторуваат едни работи. Значи, доколку позицијата на скијање ви е добра, многу ќе ви биде лесно било кој лик да го направите. Значи, се во скијањето ги гледате ликовите оди постепено. Затоа и полагањето и ликовите се така, затоа што вие ќе почнете некој да учите од плуг и може би со истиот ќе стигнете да треба да го учите и широк ходник и тесен ходник. И гледате дека сите ликови идат со зголемување на брзината. Почнуваме од плуг, со најмала брзина, завршуваме со тесен и широк ходник, каде што е најголемата брзина на изведба. Значи, растеретување начин исправец, исто идеме исправање горе и напред, спуштање во ниска позиција истовремено, значи колената се потиснуваат напред и нанатре кон падината. Ќе ви го покажам и на видео овој лик. Видовте како го заврши он ликот? Така и ние утре ќе ги вежбаме сите ликови, значи сите ќе завршиме во оваа позиција. Сега ќе ви пуштам пак. Ево, што е карактеристично, значи, за овој лик. Сега малце ќе го стопирам и ќе ви објаснувам. Значи, гледате спуст право. Значи, чим се добија одредена брзина, значи он одма влегува во најниска положба и се припрема за убот на штап. Овој лик, значи, има убот на штап. При убот на штап, значи, не овој лик малце побрзо, многу побрзо, мислам не малку, него многу побрзо треба да работат колениците. Значи, преносот на тежина од долна на долна скија треба да биде побрзо и да не се додржува завојот. Значи, кај претходниот завој, кај претходниот лик, кај широк ходник, значи, ние го додржуваме завојот и имаме повеќе време да се наместиме за да го почнеме наредниот завој. А овде е обратно. Значи, овде пократко трае завојот, пократок е ходникот, значи пократок е радиусот на вртење и затоа мора ритмично, течно и многу побрзо да почнеме и да го завршиме завојот. Гледате во најниска позиција доле, горе, хоп. Гледате, завојот трае кратко. Крај и пократко од радиусот на скиите. Значи, двете ски одат заедно. Гледате позицијата, значи на колената и на стапалата. Стапалата, значи, се
колената се во ист однос. Значи, мора да биде оштар завојот, на кант, но не одат скиите така како што одат во широк ходник. Работата на рацете е синхронизирана, телото мора да остане мирно. И се завршува завојот, ја го пуштам сега уште еднаш. Значи, гледате како него му е телото мирно, само колената работат. Што е битно да знаете? Значи, скијање телото не е една целина. Значи, се мора да биде поставено како што треба, за да не се случуваат, нели, грешки. Ако се случи некоја грешка, тогаш се случува дека ние компензираме за да го направиме завојот и завојот не го правиме правилно. Конкретно кај овој лик и кај сите претходни ликови може да има многу грешки. Значи, кај овој лик пребрзо ги пуштаат скиите, не одат ритмично скиите, едниот завој трае подолго, другиот завој трае пократко, што не треба да се случи, мора да се синхронизирани двата завои. Има несинхронизирана работа на рацете на горниот со долниот дел од телото. Тоа се најчести грешки. Најчести грешки се дури има луѓе кои значи не се доволно напред. Значи задниот дел од телото колкот му е паднат позади и он чувствува дека ги врти скиите, но ги врти скиите со реповите. Не влегува во завој со предниот дел на скиите, него влегува во завој со задиците од скиите или со реповите на скиите. И тогаш се случува и ротација во колкот, во ротација во горниот дел од телото. Значи, он ги врти скиите со тоа што се ротира. Значи, да знаете доколку нешто не е поставено како што треба, дали се раце, дали и дури и со главата. Некои луѓе ја вртат главата лево-десно како да возат мотор и тогаш се случуваат грешки и се случува ротација во телото. Затоа треба да се прават многу вежби и предвежби кои ќе не наместат и кои ќе не ги коригираат грешките. Вие како инструктори, една од најбитните работи која треба да увежбате е, значи, окото, вашето око, и да приметите кај клиентот каде греши. Значи, да направите точна проценка и да знаете точно која вежба да му ја даете за да он ја исправи таа грешка. Тоа со почетници нема да го имате, затоа што тие се почетници и они секако се на почеток на скијањето и се борат со стравот и треба да ги научат некои основни работи. Но доколку имате клиент кој веќе малку знае да скија и кој сака да го соврши своето знаење, ќе имате такви клиенти, тогаш ќе мора да направите проценка и да му ја погодите вежбата со која ќе го исправите и која ќе му помогнете да стане он подобар скијач. Значи, има многу вежби за една грешка, така да ќе разговараме за тоа на снег и сето тоа ќе ви стане појасно. Сега ќе се вратам кај претходниот лик. Претходниот лик, кажувам карвинг завој. Значи, ево тој лик. Што се случува, што грешат луѓето како овој лик? Овој лик најчесто се случува да, пример, многу, да не речам и многу од инструкторите, им касни, значи, рамото. Сега не знам, стрелкава ја гледате која покажувам или не? Да. Да, се гледа. Супер. Значи, рамото знае да падне во завој. Ова рамо. Значи, телото, ускијање, значи, мора да биде целина, ве гледате. Значи, оваа линија на раменскиот појас и на колкот да биде во една линија. Значи, ако ставиме линии, тоа мора да биде во една линија. Доколку рамото излезе од таа оса, значи тоа се случува да падне рамото во завој и тежината да остане на оваа скија. Доколку останеме на горна скија, знаете што се случува? Доколку е поголема брзината, она, значи, почнува да лизга, тежината е на таа скија и можеме да се случиме и да паднеме, или доколку сме навикнати да се скијаме на горна скија, тогаш завојот цело време ние по горна скија.
тогаш значи крмарицата и колкот ни е позади, ова колено каска за тоа колено, значи е поназад од коленото на горната скија, а секогаш долната скија треба да иде понапред, значи да биде пред долната скија, таа е таа која напаѓа во овој завој, сега значи ова е негде при крај на завојот, за да имаме време да се наместиме и да фактички практично да се одразиме од оваа скија, од долната скија, према напред и горе, да растеретиме и во наредниот завој да влеземе на, он сега се одрази, растерети, дојде према напред и горе и сега е веќе на десната нога, на десната скија во завој. Најчесто, значи сите или со главата или со рамото пробуваат да ги завртат скиите. Не, телото, значи гледате како му е него мирно телото. Значи телото е мирно, се случува доле. Значи тргнува завојот од стапалата, се местат скиите на кан, се притиска долната скија, ќе се почека, ќе повлече двете скии во завој, притисок на долна скија, завршува завојот, растеретување према напред и горе и во нов завој. Друга работа, доколку немаме доволно притисок, доколку нема доволно притисок на долната скија, значи скиите, вие ќе го направите завојот, ама скиите ќе ви бидат како В. Завојот ќе ви биде како В. Тоа најдобро ќе се гледа на видео. Да се снимаме па да видиме некој. Значи гледате како него осата на рамото и на колкот му е во една права линија. Исто така, доколку седиме позади, доколку сме навикнати да седиме позади, тогаш позицијата не е напред и не можеме никаква промена да направиме. Тогаш само се возиме на репови на скиите, не можеме да ги притиснеме од напред скиите, не можеме да направиме активацијата на скочите злово и колената во завој. А доколку позицијата ни е добра, правилна, тогаш и при поголема брзина ние можеме да одиме, значи се пониско и пониско до снегот со колковите. Значи не е со раката, ако гледате некој видео, некој допира значи со раката снегот, не. Значи треба да одиме пониско со колената и со скочите злово и на крај колковите до снегот. Тоа е правилен завој. Основно југање. Грешки кои се јавуваат кај основно југање. Тоа се значи грешки, нема синхронизиран увод на штаб, нема почеток, крај на завој, седење позади, ротација. Значи грешките се повторуваат од широк ходник, од плуг, од основен паралелен завој и како иде брзината, така е потешко да се исправат. Затоа секогаш треба да се враќаме едно ниво назад, да почнеме од плуг. Сите го подценуваат плугот, но плугот е база за се. Мој совет е кога го учите некој да се скија, никако да не му давате штапчиња, секогаш да го учите да се скија без штапчиња, посебно почетник. Па тек кога ќе научи да вози плужни завои, да почне полека паралелно во плуг, па тек тогаш да пробате да му дадете штапче, затоа што само ќе го збунат и ќе вратат назад и ќе пробува да кочи со штапчињата, да ги става напред и вие сте си отежнале вашата работа. Сите овие работи кои ќе ги работиме на снег, ќе ви станат многу појасни. Малце е можеби тешко за некој од вас сега да свати што јас зборувам, но кога ќе дојдеме на снег ќе видите дека се ова што зборувам, бидејќи ќе биде сега за 2 дена, ќе ви стане многу појасно. Најчести грешки, тоа што го зборував сега, значи претерано вртење на скиите, опашките на скиите, скиите значи не се на рап, не се на кант, засукување на телото, нема поврзани свиоци, несоодветна распореда тежина натрешна вршна скија, неконтролирана брзина, колена во положба на триаголник. Корисни вежби, свиоци со клинесто натурување кон брег на рамници, поврзани свиоци со подигање на внатрешна скија. Ова е мене ми омилена вежба, значи тоа е скијање на една скија. Дали се работи за почетник или се работи за напреден скијач, секогаш треба да ги терате да научат да се возат на една скија, или што значи тоа? Ако е подобар скијач, може баш да се вози на една скија, значи да се тргне едната скија, да проба само на една скија се вози, на некој порамен терен како жолтиот, или доколку
Така, значи да му се со двете скии, но цело време да пробува да ја подигнува горната скија, да осети тоа што му го зборувате која е долна скија и како треба. Само на тој начин некој ќе разбере преку вежби што му зборувате. Помалку да се зборува на клиенти, мој совет е повеќе да се ские. А со застанување хокеј стоп, оваа вежба ќе работиме со најчесто за последниот лик. Тоа е спуштање право и нагло застанување на хокеј стоп на едната и на другата страна. Значи и до нагло застанување и до косо застанување па продолжување во друг завој. Поврзани свети со раци и стапчињата водоравно предрече. Значи овде имате милион вежби, имате вежби со без штапчиња, рацете напред, раце на колена, раце на грб, раце на колкови, раце на врат, раце во предрачје, штапчиња на тацна, штапчиња напред, штапчиња антени, штапчиња укрстени, штапчиња позади на грб, стапчиња на врат и така натак. Имате милион вежби кои можете да бидете креативни да ги користите се со цел. Сите овие вежби се со цел да го натерате да биде напред. Значи, само преку вежби некого ќе натерате да биде напред. Поврзани свети со раците преклопени преку гради на рамето, го кажав, со раците поставени на колко и тоа го кажав. Други вежби корисни ќе ги работиме на снег. Се што можеме ќе искористиме максимално викендов и наредниот да се скијаме. Значи ќе гледаме овој викенд да ги одработиме што можеме поише од вежбите за секој елемент посебно. Значи бидејќи мораме полека да превршуваме, има уште едно предавање, доколку има некој прашање, нека ме праша, па да почне Филип со другото предавање. Слободно прашање било што интересира, не мора да биде во оквир на елементи. Може би на некој сега не му се некои јасни некои работи, но верувајте дека кога идеме на снег секи ви се разјасни многу подобро од ова што го зборувавме денеска. Многу покристално чисти ќе ви бидат и корисните вежби, и корективните вежби, и грешките, и самите ќе видите кај грешите, и елементите, и долна скија, горна скија, и растретување, и убот на штап, и така натака. Доколку нема прашање, јас ве поздравувам. Ќе му дадам збор на Филип да продолжи со неговото предавање, а ние се гледаме во сабота на скијање. Од мене поздрав, се надевам ви беше интересно. Поздрав. Фала, Никола. Поздрав, фала. Филип, извини, само пред да почнеш, Може. една реченица, две. Во меѓувреме дека Коки ви го држеше предавањето, на Вибер групата која што имаме нели ниво 1, ви прати два линка. Едниот линк е од видеото кој што ви го покажуваме цело време, значи од Словенскава школа, од Словенскиот демо од тим, да може да се го гледате и се анализирате. А вториот линк е практично целото предавање кое што вчера го имав. Таму само нели го нема првиот лик и почетокот кога се запознававме, затоа што малку подоцна го уклучивме снимањето. Нели ме потсетивте па уклучим. Меѓутоа го има целото видео на нели прде на снег, кој што е многу интересно на крајот од предавањето и сите оние презентации и видеа кои што вчера имавте прилика да ги чуете. Значи само тоа, фала на внимание, Фичо Повели. Добро вечер на сите. Добро вечер. Филип Милков. Почитувани колеги и идни колеги. Не знам точно колку од вас се тука за прв левел, колку се за... Извинете, јас не ве слушам. Не Да. знам дали само кај мене. Моја грешка, се извинувам. Фала. Фала многу. Добро вечер на сите. Моето име е Филип Милков. Член сум и лиценциран инструктор од првиот семинар на Мајс на Кожув. Тоа беше 2014 година, ако не се лажам. Сега сум инструктор со лиценца
ниво 3 и воедно сум извршниот одбор на МАИС и држам некои предавања вака и дружења со новите кандидати, почитувани идни колеги и со колегиве за втор левел. Моето предавање ќе биде многу општо и многу интересно. Нема да ве задржам многу, бидејќи си имате работи сите. Ќе сакам сите да учествувате со ваши прашања, мисли. Прво да ви се представам, значи јас сум контролор на летање. Воедно сум инструктор на работа што ја работам, така да добар сум со психологија, добар сум со деца, добар сум со нови генерации, бидејќи имам и две мои деца што се прилично на годините со кои што вие ќе се соочувате. Генерација Z и Y, како ги викаат, голем дел од вас може се у тие генерации, така да голема разликата дали ќе работите со дете, дали ќе работите со возрасен, така да и вашиот пристап и вашето однесување ќе треба секогаш да биде соодветен на тоа со кој работите. Имаме една презентација, сега ќе ја шеруваме тука. Некои слайдови се. Прво дали ја гледате сите. Ај само еден нек ми каже дали ја гледате Да, презентацијата. гледам. Да, ете, едноставно се вика бидете добар ски инструктор. Ова се некои совети, искуства и практични трикови што јас сум ги научил од моите поискусни колеги. Воедно голем дел од работите што се ставени тука презентацијава, што се многу практични, се земени од една книга која е подготвена од професорот Јове Јовановски, почитуван професор на Факултетот за физичка култура, кој што и еден од основачите на МАИС, а е земен од Словенската школа на скијање, затоа ќе ве советувам сите убаво да го разгледате сајтот на МАИС, значи на mais.mk, кај што имате и литература која што секој од вас би требало да ја прочита пред прв пат да отиде да работи со клиенти, кај што има многу практични совети, трикови, вежби, подвежби, кои што ќе ви се најдат понатаму, особено во работа со деца. Значи, тука дефиниција што е обука, значи сложен и одговорен процес кој има цел за освојување на знаењата и вештините во скијањето. И сега патот на освојањето е различно долг и независен од должината и е исполнет со учење. Некои, нормално сите луѓе се различни, некои деца се сунѓери, некои клиенти се сунѓери и со едно спуштање ќе научат цел лик. Вториот ќе биде само за потврдување на знаењето, но некои ќе им треба 2 до 3 дена. Така да нашата улога е на оние што малце потешко ќе учат, да им помогнеме со наши совети, со наши покажувања и со нашиот пример, полесно и поубаво да се скијат или сноубордаат. Сега не сум сигурен дали има у групава некој сноубордер. Затоа што пишав ја у група предавање е реално за општо учење на скијање и сноуборд, така да е корисно и кандидативе левел 1 и левел 2 и за сноуборд да го слушаат. Што мора да знае секој ски инструктор? Прво и основно треба добро да скија. Значи, ако ние не знаеме добро да скијаме, ако не сме работеле доволно добро на нашата техника, и ако не знаеме да ги покажеме соодветно ликовите, ако не изгледаме убаво дека ги покажуваме, тоа е нормално дека и нашите клиенти многу потешко ќе ги совладаат истите ликови. Што значи ова да размислува? Значи, ја ќе ви кажам од пример, дека ги знам мање више сите ски инструктори у Македонија, дека некои, кои што најверојатно имаат и повисок степен на интелигенција, многу посоодветно, многу попрактично, многу побрзо им го даваат знаењето на клиентите, отколку некои кои што, сега како кажам, да не употребам тежок збор, се малце по непаметни. Значи, треба да размислувате, треба да наоѓате пристапи соодветни за секој да го научите. Со некој ќе иде потешко, со некој ќе иде полесно, ама затоа сме ние таму уствари да им помогнеме на луѓето да научат да скијат и бордаат. Што значи ова да зборува? Значи,
секој ски инструктор, освен што треба добро да изгледа, и ски инструкторка, да е представителен, приметете како, например, човеков на сликава изгледа. Кога зборува, сега ја ја гледам сликава и одмah сакам да чуjem што сака да каже човеков. Значи, ме заинтересира. Носи кацига, носи наочари, носи изгледа спремно. Кажете на клиентите, дали се деца, дали се возраст, да им го кажете на соодветниот начин и на начинот на кој што они ќе го примат. Значи, вие прво треба со зборови тоа да им го кажете. Сега, ако работите со некој дете што е 4 или 5 години, тоа уште не знае ни лево и десно што значи, уште не знае плук, не може да му кажете него, ајде сега плук направи. Направи како триаголник да види, не знае триаголник што е. Ама секој дете знае пица што е. Од таму е доен уствари изразот, значи за плук 90% од инструкторите користат израз пица. Дали ќе е тоа у Германија, дали е тоа у Франција, дали е у Америка, сите го користат тој општо прифатен израз за полесно малите деца да сватат и да почнат да го применуваат плугот. За паралелни ски користат компирчиња или френч фрајс. Така да, зборувањето е многу важно. Ова е од претходниот слайд, значи важно е школата, ама скијањето е поважно, ама тука гледате има и граматичка грешка, значи треба и школа да се учи, затоа што ако сме неписмени, нема да знаеме да пренесеме знаењето на клиентите. Што значи ова? Ова значи ова што го учевте вчера и денеска, значи сите ликови кои што треба како чекори во одењето се, во скијањето, во бордањето, вие ќе треба на вашите клиенти пред се да им ги покажете. Затоа што најдобро се учи со гледање. Значи, вие колку и да убаво зборите и му опишете со зборови на клиентот, на детето, ликот што треба го направи, акцијата што треба да направи, ниеднаш нема може да му објасните доволно добро колку што може вашиот лик, значи вашето видео што ќе го направите. Затоа викате на слика 1000 зборови, значи вие кој ќе го покажете многу подобро кој да е, ќе го прими и ќе се обиде да го репродуцира, значи да го повтори да ја повтори истата акција, да го покаже тој лик. После секој лик, зашто збориме, значи вежби за корекција. Овде на пример ски инструкторите застанат у поза плук, и тоа широк плук или широка пица, бидејќи детенце, и му илустрира во моментот додека детето го изведува ликот, како правилно би требало. Значи, сега на детево тука му се многу блиску скиите, врвовите на скиите една до друга. Предпоставувам инструкторов тука му покажа дека треба уште малку да ги подраши. Значи, тоа е коригирањето. Значи, доколку клиентот ги држи рацете многу назад, вие ќе треба да му кажете, супер го правиш ликов, нозете се добри, клекнувањето е добро, те молам внимавај, рацете треба да бидат пред телото. И има сега вежби како можете да го коригирате. Тоа го учиме заедно со ликовите. Овде има една интересна слика, што е од мене и една групичка на Пампорово, и вика да е секогаш присебен и свесен за околината. Што значи тоа? Кај сите ликови што ги спомнавме, прво кажуваме дека соодветноста на теренот е примарна. Значи ова е, мислам, стазава се вика Црвено знаме или Црно знаме у Пампорово. Ова е најстрмната стаза у Пампорово. И предпоставуваат овде ја водам група од почетници. Така? Јана? Децава се почетници? Да. Почетници. Не, Афрем децава само насликава, луѓето насликава не, ама мислам дека зборите за генерално. Не, сега зборам баш за сликава. Значи ова е Не делува. оваја стаза, црна стаза, се вика Черно знаме, и јас водам група од неискусни, средноискусни или многу искусни ученици. Па се надевам многу искусни за на црна стаза. Така, добро, тоа е одговорот што го барав. Значи, тоа значи треба да бидете свесни за околината. Значи, доколку работите со дете кое што прв пат скија. Нормално е дека вие ќе одите на
зелен скилив, ќе одите на жолт, ќе одите на Маврово на жолтиот, ќе одите на аеродром на Шапка, ќе одите на зелениве ски вејови. Доколку водите група што се напредни скијачи и кај што треба да покажувате ликови што денес ги учевте со Никола. Значи, петиот, шестиот, седмиот лик, кои што захтеваат и малце пострм терен, па може би и многу пострм терен. Ова ситуација е уствари ова е последниот ден од ски кампот и ова е најнапредната група од, не знам, 80 деца, ова се 4 или 5 деца кои што јас сум одлучил дека треба да ги почастам и да ги пуштиме на стазата која што сите ја гледаат секој ден, никој не се пуштал на незе, затоа што заслужувале, затоа што мислам дека свесен сум и мислам дека они ги имаат потребните само Африм, те молам стави мјут. Добро. Тоа сакам да ви кажам, значи секој клиент си бара различен пристап, различна стаза, различен терен. Немојте да се стегате, тоа и би била најголема грешка, доколку овие деца и други деца со кои што сме скијале претходните денови, сите кога сме поминувале тука доле, кај хотеливе, сите викале, кој ќе идеме тука, ајде да одиме тука. Разбирате, ваше е да одлучите со кој можете и каде да одите. Бидејќи на крајот на денот, вие носите одговорноста за групата што ја водите. Значи, никој не би сакал да му се случи сега тука да падне некој дете и група не скијачи и вие да пробувате да одигнете подавало 45 степени или поише ова. Значи, ептен стрмна патека. Ајде да преминеме на друго. Ова сега ќе го се надам дека голем дел од вас не ја гледале оваа презентација. Па би сакал да ги чујам вашите сега, например, сугестии, сите еден по еден да ми кажете што мислите дека треба да носи еден добар ски инструктор или сноуборд инструктор со себе и на себе. Ај Африм, прво ти кажи ми што мислиш дека мора да носи еден ски инструктор со себе? Па, мислим, нормално, као прво, значи, торба треба да носи со себе, за да има со себе, као првично, мислим, телефон, што е најбитен. Браво. Да ти кажам дека одговоров го има тука подоле, значи ти имаш плюс сега за одговоров, бидејќи телефон во ова модерно време е едно од најважните алатки што треба да ги има ски инструктор. Тај да чуеме некој друг. Ивана, што мислиш? Што мора на себе да носи или со себе еден добар ски инструктор? Само unmute напре на Space. Да зборуваме и за опрема? И опрема, да, и опрема. Кацига, научари. Ајде да видиме, чекай. Јас секогаш носам бек протектор, сега не знам колку е тоа задолжително. Тоа не е задолжително, ама е препорачливо, да знаеш. Да. Значи, колку се поспремни клиентите, толку е подобро за нас како инструктор, затоа што сме позаштитени. Инаку гледаш кацига на себе. Зошто сега има дискусија тука сега. Голем дел и од вас не носат кацига, ама да знаете дека словенската школа, германска школа, швајцарска школа, италијанска, па црногорска, не е дозволено ски инструктор да не носи кацига. Зошто? Дека ќе не повредат децата што ги водиме? Кацига е навика, јас извинувам што се мешам, меѓутоа кацигата е навика исто како појас во кола. Пред колку беше 10 на 15 години никој не носеше нели појас во кола, а денеска секој кога влегува во кола става. Дали е добра навика? Па јас сум жива, мислам дека заради кацига. Јас имам паднато на Кормајор. Сега јас сум фрирајд скијач. Добро. Сега не знам колку ме слушнавте, ја на Кормајор имам паднато во Италија, на офпист скијавме, сега ние бевме таква група. И лично ја имам паднат и се има фатено скијата, горна скија ми се фати на камен. Нормално изгубив тежина, летав надоле со главата, среќа има време да се извртам по 90 степени, меѓутоа удрив со кацигата во држач за лавини, челична шипка за лавини. Ето еден прекрасен пример, зашто кацига глава чува, така? Да, и на очари, И ја ти препорачувам, секогаш кога ќе водиш ти понатаму група, овој пример да го кажеш на твоите ученици. Апсолутно. Затоа што меѓу нив ќе може ќе има некој тврдоглав,
сакам капа да носам, па топло ми е од кацигата, па ме стега, па ме ова, па ме оно. Ја имам многу попрост пример, бидејќи сум ја 1,98 м висок, со кондурите и со скиите сум уште повисок. Мене на Копоник ми има стегнато, пред да носам кацига, ова сега, пред 20 години, ми има стегнато држачот од жичарата, у глава и ми направи рез од прилика 2-3 сантими. А со кацига е вакви примери ко тебе, кога сум скијал без клиенти, кога сум скијал фрирайд, имам милион кога, да, може ќе сум останал инвалид да не сум ја носил. Сигурно, Значи, сигурно. основното кацига на себе за добар пример да даем. Бидејќи ние сме таму на тие деца или на тие клиенти, ние сме им рол модел у моментот. У тие 7 дена, у тие 1 ден, у тие 2 часа. Значи, како ние ќе им кажеме, дечки, ај вие бидете безбедни, носете кацига, а ние да сме само по фризура или само со кап. Значи, најважно е не за собствената безбедност, туку за добар пример да даеме на клиентите за они да бидат безбедни. Затоа што одговараме и за нив. Како што реков сега, може ќе скијаме на жутски лифт и ќе скијаме со дечиња. Ниедно од тие дечиња нема случајно да удри со стап, да не ја скрши главата, да падне врз нас. Ама, многу е веројатно дека ако скијаме негде кај што има гужва, некој може да залетан, да удри у нив и да го унесат кацига, да им сочува здравјето. Па еве, на пример, сега пошто мали деца некогаш имам мои деца, нели, познаници кога ги сум ги качувала, ако им помогнеме горе на скилифт. Многу често ние знаеме да останеме горе на скилифтот за да му помогнеме на следниот позади нас. И тогаш знаеме исто да добиеме котва во глава. Така да исто така треба кацига тука. Да. За крај на скилифт. Добро, ете, значи уширно погодивме. Африн погоди за телефон. Ајде, кој друг ќе се јави? Фала, Ивана. Карта. Добро е, карта не мора да носиме, може на водно да учиме клиенти. Или на некој рит. Ајде нешто по вакво. Јас имам учено, има еден проблем што многу често се случува, што сум учел брачеди на пријатели, мали деца, често се случува да дојдат со опрема и не знаеле родителите да скијат, па не знаели како да му ги наместат чевлите и везоите. И има проблем, треба да знам јас да му ги наместам и нормално, Значи, ама добро, тоа значи треба да се разбираме од опрема. А инаку да, со ова што го начна сега, Дамјан беше, така, Дамјан. Ова што го начна као тема, го има тука под една подточка, треба да носиме некој вид на алат со нас. Ја имам овдека ставено швајцарско ноже, швајцарско ноже, наједноставно. Штрафсигер крстач. Штрафсигер голем крстач, најголем, веројатно ќе пасира на се. Ја носам швајцарско ноже секогаш со мене у џеп. Да, апсолутно. На него имаш и мал шрафцигер, имаш и широк шрафцигер, имаш и нож, не дај Боже, ако ти треба за нешто, може да ти треба за, не знам, давање прва помош некоја или за исечеш нешто, некој материјал или што било, али се наоѓа многу. Значи и тоа е убаво да носите од опрема. Така да не биде немаме запознаено, извини, немав камера, па сега да речам здраво. Така е, супер. Инаку да, одговорни сме и за опремата на клиентите кои што идат со нас. Затоа и секој добар инструктор треба пред да почне да работи со некој лице и со група, треба да провери дали у ски сервисот, затоа што кај нас ски сервисите не се баш на најдобро ниво, дали добро му ги сетирале скиите со килажата, затоа што на крај кога ќе падне тој, ќе си ја повреди ногата, на нас ќе ни кука, ние ќе треба да викаме служба за спасување и така натаму. Добро? Друг некој предлог, вака идеја од другите, ај сакам сите малку да се инволвираат. Едно. Мислам дека секој инструктор би требало да носи некој мала прва помош со себе. Дали тоа би било завој или би бил ханзапласт, исто така и вода. Добар, и едното, и другото, и третото. Сега види, прва помош е прва прилика. Многу голема, така. Да носиш ти цела прва помош. Може да се носи поларно ќебе, тоа е толкаво вака. Сега модерни, овие space blanket, како ги вика. Тоа може да се најде, ќе ви кажува господинот Цири Вири која ќе предава, дека основниот ризик кај повреда која било е хипотермија. Дека додека чекаме да дое службата за помош, може тој што е овакво повреден од тоа што лежи на снег да изгуби температура
и да имаме уште поголем проблем. Да е некоја ситна скршеница дислокација, ние дека чекаме 15-20 минути да дојде помош, човекот да ни смрзне. И сега ако имате Space Blanket, малце го подбутнете под него, ќе завршите работа. Супер, супер ви се предложија. Добро, и вода, точно. Ако работите со деца, убаво би било носите на шишенце вода у некој джеп или у ранец, претходно некој спомна ранец. Убаво би било, јас, например, не скијам со ранец, ама джеповите ми се пуни со ствари увек. Хајде да видам. По мобилен телефон, кој кажа преска? Пазете, не само мобилен телефон. Знаете дека на ладно време батеријата на кој било телефон, јас сум идел многу пати на скијање, ќе отидам со 50% телефон, второто спуштање и телефонот ми е на 10%. Значи, секоја вечер пред работа ќе си го напуните добро телефонот, дека тој глава чува. Може и Мотороли да има, пример, колегите меѓу се. Така, доколку сте За во сваки група, случај, да. Така. Ево, ова никој не му текна, ама тој телефон, ако немаме телефонски број од спасувачката служба на планината на која работиме, нема да ни брка работа. Значи, нека ви стане навика. Одите на Кополник. Прво што ќе направите првиот ден, ве молам, кој е бројот на спасувачка служба. Ти го запишувате у мобилен телефон, у мојот телефон сега да отворам, имам дали спасувачка ми се пише или зимска служба нешто, имам од 10 ски центри. Сегде кај што сум ги запишувал. Секогаш кога одам, го обновувам. Еднаш да ви се случи у кариерата, 100 дена да скијате се безгрижно супер, еден ден да ви притреба, прво што треба да направите да се јавите кај спасувачка служба. Доколку имате повреда, видите повреда, на друг му се случило, убаво да го имате. Јас имам прашање тука. Ајде ја направи. Јас, фала Богу, само еднаш сум требала да звонам на спасувачка служба, ама нели на планина многу често снемува мрежа, не знам, така, не е функционален телефонот. Дали во тие случаи сепак проаѓа повикот на спасувачка служба или тогаш не? Не сум сигурен да ти одговорам. Сега со овој што го имаат, например, како се вика SOS бројов 112, што е чист европски сегде што функционира, би требало тој и кај што има слабо покривање да може да се добие, ама тоа би требало да релеј да правите. Вие се јавите, тоа е центар за управување со кризи, нив да се јавите, па они да ве спојат или да ви пратат спасувачка служба. И јас кај што сум идел, мање више, освен у некој тунел негде ако поминуваш сега у овие швајцарски скијалишта и така, да има, сегде има. Швајцарско ноже, добро, тоа го кажавме. Термоќебе, јас сум го ставил туку у сиво, затоа што не е морално по мои гледања, ама е убаво да го имате, а тоа е толкаво вака, како пликче мало, а брка многу работа. Јаже, ова, никој не го кажа. Јас си носам со мене мало јаже, отприлика е 1,5 метар дугачко, е волку големо, колку пенкалово. Тоа може да ви се најде негде ближе ако треба да означите место, да мобилизирате повреда или нешто тако, што е на предавањето утре. И сега бомбони и вода, кој кажа. Бомбони. Например, со деца кога водам групи, секогаш носам бомбони. Не знам вие дали сте имале такви искуства, ама ја ќе ви кажам дека животните и луѓето се многу слични. На коњ кој ќе заврши добро работа и на куче кој ќе му дајете едно бомбонче или кој ќе му дајете на коска, да знаете дека и со децата, особено со овие помладите, никогаш награда им речеш, например, сега кој најубаво ќе го изведе ликот, ти водиш група 7-8 деца и викаш, се спуштаме сега, бе, молам да бидете сконцентрирани, кој најдобро ќе го изведе овој лик, најправилно, доле му давам бомбонче. Да видите таа група како ќе скија и групата претходно што сте ја спуштили, чистата група, претходното спуштање, ќе речете овие деца се други деца. Таква ситна работа, ама како награда која ќе ја обеќате и која ќе им ја кажете, или па која ќе ги пофалите децата после добро изработена, тоа е генерација Y и Z, значи позитив фидбек е најголемата, како да ви кажам, награда за младиве генерација. Идеме кон друга тема, избор на терен. Секој добар инструктор треба да го бира теренот према нивото на својот клиент и према временските услови. Што значи ова второ? Сега, например,
како да ви кажам, ако работите со група со 7 годишни деца, 8 годишни деца, вие сте у некоја добра јакна Gore-Tex 20.000 дарка, 10.000 дарка. Тие деца, бидејќи растат, родителите им купиле некоја јакничка од 3.000 денара, од 5.000 денара, и вие треба да скиете на ден кај што температурата надвор е минус 15, минус 20, шиба ветер и има снег. Дали мислите дека исто ќе се чувствувате вие и децата? Значи, треба секогаш да се прилагодите према клиентот и, во овој случај, према временските услови. Колку и да ви звучи тоа дека, ама, јас сакам да заработам, ќе работам 4 часа денеска, веруете дека одговорноста за тие деца, родителите ви ја пределя на вас. Они не знаат дали е минус 20 дента, дали е минус 30. Сме имале случај, тоа Пампорово, баш сликата од преска, таа година пред, не знам, 4 години, имаше рекордно ниска температура, врвот на планината имаше минус 38, минус 39. Ние отидовме тој ден на скијање, се качивме догоре, еднаш на почетната гондола, се прибравме станици, бидејќи бевме координирана група, сите идеме убачило, у 9:45 бевме убачило, децата више беа испосмрзнати од само едно пуштање, се договоривме дечки денес нема временски услови за да скиеме, со децата со оваа опрема што имаат и со ова нема ништо да научат, само ќе се мачат, сите ќе плачат после, сите ќе викаат колку им било тешко, колку им било зезнато, никој нема да ужива, а и ние нема да постигнеме ефект на учење и се повлековме. Си повикав на автобусот, дечки дојдете соберете ме, денес нема услови за скијање. Така да подобро некогаш да изгубите пари, да изгубите група, да му кажете на клиентов не е соодветно. Као да сакате сега, например, да врне цело време снег, цело сабајле, и да е затрупано, а не се поминати добро стазите, да има 20-30 сантима свеж снег, и вие да треба да водите група што прв пат се качува на ски. Мислите ли дека ќе можете вие нешто да ги научите тие луѓе у тој снег 10, 20, 30 сантими? Да ги научите да стојат на ски прв, да се спуштат со ски, да направат плук. Ниеден од елементите нема да бидат совладани, бидејќи вие немате услови. Значи, нивото и временските услови, земете ги секојаш предвид. Пред скијање, сега што зборевме pre СК, некој, кој беше Дамјан, вајле рече дека е важна ски опремата. Секој добар ски инструктор треба да ја провери опремата на клиентот. Што значи тоа? Не дали се рейсинг скиите или дали се добри. Треба да видите дали е соодветна висината на скиите. Че не може му дале од ски сервис затоа што нема кратки ски, детево е 1,20 м, му дале ски што се 130-135 сантими. Кажете му на родителот, не е соодветна скијава, вратете се, земете пократки, ќе се мачиме, џабе ништо нема да научиме. Второ, и многу важно, проверете ја тежината или индексот на затегање на везовите. Кај бордерите проверете дали се соодветни чевлите, дали се везовите добро подесени на бордовите, тоа аглите, стенсот што го вика, доколку е например ставено 45 кила, детево има 20 кила, 30 кила е почетник. Нормално дека вие со ваша алат што го имате, ќе го намалите затегањето на везот, за да вие се чувствувате побезбедни и да знаете дека ако детето падне позе вас дека го водите у група или пред вас, дека ќе му се откачи тој вез, дека нема да се повреди. Запознавање со ски опремата, значи да му кажете на секој клиент, ова е скијата. Скијата има тој дел. Ова е везот. Везот служи за ова. Кондурата е ваква, има жабици, се закопчуваат од доле па нагоре, една по една. Како се влегува во везот, како се откачува везот. Тоа се пред да почнете да се пуштате. Не може така, танк, родителот ви го донел детево транк со закопчани, ваква, ај учи го. И сега, вие се пуштате, на првото паѓа. И сега ти му викаш, ај се откачи го везот, а што е вез? Не знам што е вез. Затоа, направите некој интро, направите некој запознавање. Ова го спомнавме и претходно, го спомнавме и во ликовите, одбирање на соодветен терен, значи тука сум ставил стрмноста на теренот, ама сум ставил и гужвата моментално. Значи, нема да имате соодветен ефект доколку вие некој дете што е почетник, тотален, го носите кај што има гужва, кај што има скијачи што брзо се пушта. Па треба вие да пазите цело време да гледате позади себе, дали некој е залетан, дали некој ќе ве удри, ако ви е долга
опашката, значи, ако водите 7-8 деца, групата е голема, тоа значи дека вие правите гужва кај да скијате. Ако има голема гужва на тој терен, одете на некој кај што има помалку. Активно да се загреете пред секое скијање, што значи тоа? 5-10 минути одвојте да ги стегнете зглобовите, да ги загреете мускулите, за да го намалите ризикот од повреди. И не дозволувајте да ве брзаат. Ајде побрзо да идеме на скијање. Ајде губам време. Ајде сум платил за ова. Си платил и за безбедност. Си платил и да не скинеш лигаменти додека скиеш со мене. Затоа ти треба загревање. Привикнување на ски опрема, тоа значи да му кажете како да ги држи стаповите, кај да ја стави гајката на ракавицата, како да ги закопча скиите и така натаму. Овде сум ставил една убава слика што ја најдов. Погледнете колку, што ви се свиѓа се на слика. Освен пейзажот. Лечињата обележени со Да, една супер Лечиња, сугестија. да. Сите си носат лечиња за да се разпознаваат. Предпоставам и на ски инструкторов, не се гледа тука му пишува ски инструктор позади. Мене ми се допаѓа редот што е направен и како се поставени. И децата и ски инструкторот. Значи, гледајте при секој нов елемент. Да имате ваков ред и да имате ваква поставеност вие према клиентите. Значи, имајте добар ред. Тоа значи сите да гледаат во вас и вие да гледате во секој. Ова е важно особено со деца кои работите. Значи, доколку сега ова детенце тука си ја мести кацигата, се чеша, чепка на телефон, ова си прави муавет со ова тука, ова нешто ве прашува и ова може нешто ве прашува што е корисно и вие му одговарате на него, знаете дека ова и овие две нема ништо да чуете од тоа. Значи, многу важно да целата група гледа кога зборите во вас и вие да гледате во секој, значи, да имате интеракција со публиката. Ова го кажам од искуство, затоа што се потешко станува, особено со млади генерации, да им го задржите вниманието. Што значи тоа дека вие ќе ви се случи по 100 пати и немојте да се нервирате, тоа е така сме сега, како да ви кажам, младите луѓе така се воспитани да ако директно на нив им се обраќаш, обраќаат внимание. Доколку збориш на тим, група, тука може глувците вртат у главата, бла бла бла, нешто збори човеков, ја не го слушам дека друго ми е поинтересно, шарена јакна поминала, види го авионов, види го ова, види го она. Значи, пробајте да го добиете вниманието од сите. Тоа ќе ви спаси да додека се спуштате и вие сте му збореле на ова дете кое што ве гледало, гледате дека овие две ништо не разбрале и дека не прават тоа што сте го кажале, што сте го договориле. И после ќе треба посебно на нив да им кажете. Ама и да треба ќе им ова се некои почетни елементи што е убаво пред да почнете со ликови да ги изработите со сите клиенти. Ова е популарното штампање ствари, тоа е качување под прав агол на падината, во терминологија се вика скалесто качување. Се ова може, значи, уште еднаш да ви кажам, на мај сајтот има литература од професорот Јове Јовановски, прирачник за ски инструктор, кај што сите овие вежби и елементи ги има у детали објаснето и како полесно вие да ги научите. Качување во расчекор или елкичка ние го викаме на децата. Знаете, значи, тоа е малце побрз, малце потежок и би требало баш по овој редослед. Прво треба ово да се совлада, па после ќе треба да придеме и на ова. Ова се треба да се проба и да се направи на некој многу рамен, да не речам скроз рамен терен, за да не ви летаат клиентите надоле. И по моје искуство, многу е важно пред да почнете со работа, направите пријатна атмосфера у групата. Што значи тоа? Кога, еве, овде сум на некој ски камп, значи нас групите ни се менјаат на секој ден. Има две деца нови што
сме ги апгрейдувале у повисока група, некои сме ги спуштиле бидејќи не биле на нивото кај што требало у претходната група, ги штелуваме групите. Убаво е да направите пред да почнете со работа пријатна атмосфера со децата. Значи, да си размените телефони, затоа што не дај Боже може некој од нив да ви се загуби и убаво е да има телефон од вас и вие да имате од него. Да му кажете како се викате, па да ги прашате дека се возите на првата жичара, кај учат, дали имаат симпатија или шо било нешто, како айсбрейкер, како муабет, затоа што кога вака се насмеани и расположени, верујте дека учењето е песна. Доколку нешто не им штима, се мргоди, се наљутени, имате многу потешка работа и вие ќе се мачите и они ќе се мачат. И последно е треба да се забавувате и вие и клиентите. Значи, доколку децата се малечки вакви, ќе треба да правите некои глупости, некои финти, ќе треба да пеете некоја песничка, ќе треба да зборите за пици и за помфрити, ама ќе постигнете многу поголем ефект од колку кога ќе скијате со возрастен човек. Океј, со него може да зборите за филм што те гледа, што музика слушаш, што работиш и така натаму. Значи, ако вие се забавувате, верујте дека и клиентите ќе се забавуваат. А тоа е многу важно, особено кај овие, затоа што 99% од клиентите кои што ќе ги имате, нема понатаму да станат професионални скијачи, тркачи, надпреварувачи, туку ќе научат да скијат до некое ниво, ќе си совладаат прв лик, втори лик, трет лик, некои нема ни да сакаат да преминат на понапредните ликови у скијањето, на карвање и на такви работи и ќе си уживаат у планината. Некои од нив, имаме такви случаи, кај што децата ги надминуваат више границите до кои што ние можеме да ги обучуваме и ние ги предаваме на ски клубови, на Никола, на други ски клубови, но они више почињаат со друга техника, со надпреварувачка. Значи, забавувате се вие, ќе се забавуваат и клиентите, а да знаете на крај, кои ќе ги прашаат дома родителите како си поминавте, сигурно нема да им кажат многу добро научив плуг да скијам, се пуштив по црвена стаза, туку ќе зборат дека им било интересна дружбата со ски инструкторот, дека другарите му биле погодени, групата била соодветна, дека се зезале, дека си правеле вице и така. Ова е насмешка, што сите треба да знаете, а јас сакам да ви додам дека уствари сите не гледаат со различни очи. Значи, нашите пријатели мислат дека сме овој, или у случајот на Ивана, и дека сме оваја, а овие некој дечко што не се пушта. Нашите родители мислат дека сме овие добро облечени, средени ски инструктори. Ние мислиме дека сме овој што кине овдека на карв. Општеството мисли дека сме суперхерои, дека се пуштаме од длабок снег од хеликоптери, а ние у реалност сме 90% од времето ова дечки. Со некои џуџиња, подесуваме ски, стегаме овакво, ги местиме ракавиците, ги местиме на очарите и така натаму. Туку беше моето предавање, ве молам доколку или некоја сугестија или некоја конверзација што сака да ја сподели со сите. Добро. Се надевам дека беше проактивно, дека сите земавте малку учество. Ви благодарам многу за вниманието. Ви посакувам супер денови на снег, како сега на припремата и на испитите, така и понатаму во вашите кариери како добри ски инструктори. Ова предавање или буклет може да го најдете исто на сајтот на mais.mk. Доколку некад ви треба да се подсетите пред да почне сезона и извртете си ги работиве, ќе ве подсетат за како да се однесувате, за како да изгледате, за една работа што друго ја заборив. Приметивте дека сите слики ски инструкторот
нигде не беше раскопчан, сегде носеше кацига. Давајте добар пример на клиентите, изгледајте добро на теренот, ќе бидете и вие задоволни, ќе бидат и они задоволни. Ако нема прашање, ви благодарам на сите. Уште еднаш многу среќа, многу здравје. Благодарам исто и И на да вас. се гледаме на планина. Фала. Здравје. И ја Hvala. тоа верно. Поздрав. Поздрав, поздрав. Чао, Поздрав. чао. Чао. Ćao. Чао. Чао. Никола. Кифла. Деки, Тука сум, тука сум. добри сте. Да, добре. Ти го снимаш? Па да, рекординги, да го гасам, така? Гаси, доволно е. Гледам овие што не се гасат, изгледа не ги слушам. Слушаме, чекаме да видиме уште нешто да не дознаеме. Нема.